Основно прашање кое мора да го одговори ова обвинителство е кој, на кој начин, со кои средства и крајно со какви мотиви вршел незаконито прислушкување во Република Македонија. Одговорот на оваа прашање, освен во делот на мотивите кои што ќе биде предмет на истрагата, добива слика во дејствијата на 10 лица, тогаш, а дел и сега, вработени во Управата за безбедност и контраразузнавање на различни работни позиции, од највисоките структури до пониските ешалони, за кои постои основано сомнение дека како соизвршители сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 од Кривичниот законник. Во конкретниот случај постои основано сомнение дека осомничените лица, искористувајќи службената положба и овластување на штета на средствата на државата, преку злоупотреба на системите за следење на комуникациите, потешко ги повредиле основните човекови права на незаконито прислушкуваните граѓани. Доказите со кои во овој момент располагаме упатуваат на основано сомнение дека преку системите за следење на комуникациите во периодот од 2008 година до 2015 година незаконски била следена комуникацијата на најмалку 4286 телефонски броеви, за кои воопшто не биле издадени судски наредби за нивно следење. Следена е и комуникацијата и на телефонски броеви во период пред да биде издадена судска наредба, а истата е следена и по завршување на траењето на наредбата. На ваков начин, незаконски била следена комуникацијата на најмалку 1541 телефонски број, или вкупно најмалку 5827 телефонски броеви. При тоа, незаконски биле следени и сите лица кои комуницирале со телефонските броеви кои биле таргет на незаконско прислушување во тој период. Во конкретниот случај, предмет на истражување беше работењето на системите за следење на комуникациите во периодот од 2008 година заклучно со 2015 година. При тоа, утврдивме дека во овој период во употреба биле 3 различни системи за следење на комуникациите. Зависно од тоа кој систем на следење на комуникациите бил во употреба, постои основано сомнение дека биле преземени различни действија на извршување. Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека во текот на 2008 година тројца од осомничените лица, како лица на раководни позиции, спротивно на законските прописи, давале налози за внесување, односно и самите внесувале телефонски броеви кои не биле предмет на судски наредби и воедно пристапувале кон слушање на телефонските разговори снимени во системот за следење на комуникации за кои немало судски наредби. Досега прибраните докази покажуваат дека преку првиот систем за следење на комуникации во УПК во период од 1.1.2008 година до 30.11.2008 година без судска наредба биле следени комуникациите на најмалку 229 телефонски броеви и дополнително на најмалку 21 телефонски број надвор од периодот наведен во судските наредби. Вториот систем за следење на комуникациите бил во употреба од крајот на 2008 година до 21.2015 година. Преку вториот систем, во период од 1.12.2008 година до 21.2015 година, без судска наредба, била следена комуникација на најмалку 3646 телефонски броеви и дополнително на најмалку 1268 телефонски број надвор од периодот наведен во судските наредби.
Преку третиот систем во период од 21.1.2015 година до 31.12.2015 година без судска наредба била следена комуникација на најмалку 401 телефонски број и дополнително на најмалку 252 телефонски броеви надвор од периодот наведен во судските наредби. Според доказите, постои основано сомнение дека првоосомничениот, кој бил на раководна позиција во Управата за безбедност и контраразузнавање, иако немал никакво законско право, пристапувал кон слушање на телефонски разговори за кои не биле издадени посебни истражни мерки, а воедно давал и наредби за внесување на телефонски броеви во системот за следење на комуникации, кои припаѓале на лица кои биле во блиски приватни односи со првоосомничениот, потоа на лица припадници на политичката, бизнис и новинарската фела во Република Македонија и на други лица. Постои основано сомнение дека второосомничениот, исто така раководно лице на оддел во Управата за безбедност и контраразузнавање, е оној кој заедно со првоосомничениот, а во многу случаи и самостојно, ја искористил својата службена положба и овластување и, спротивно на Законот за кривичната постапка и спротивно на Законот за следење на комуникациите, го организирале процесот на незаконито следење на комуникации преку злоупотреба на техничкиот потенцијал на Управата за безбедност и контраразузнавање. Доказите упатуваат на основа на сомнение дека второосомничениот бил запознаен со сите кориснички имиња и лозинки кои што биле креирани за пристап кон системот следење на комуникации, а наредил и воспоставување на посебен начин на следење и евидентирање на незаконски следените комуникации, при што, освен што давал наредби за внесување на телефонски броеви за кои не биле издадени судски наредби, и самиот во системот за следење на комуникации внесувал телефонски броеви за кои не биле издадени судски наредби и слушал телефонски разговори од броеви за кои не биле издадени судски наредби. Во конкретниот случај, постои основано сомнение и дека третоосомничената, како раководно лице во сектор на УБК, постапувајќи по насоките на второосомничениот, ја злоупотребила својата службена положба и овластување и, спротивно на Законот за кривичната постапка, спротивно на Законот за следење на комуникациите и спротивно на воспоставената пракса на вклучување и исклучување на телефонски броеви во системот за следење на комуникации, иако не постоеле судски наредби за следење на комуникациите за одредени телефонски броеви, проследувала телефонски броеви кои требало да бидат внесени во системите за следење на комуникации без приложување на судска наредба, со налог до кој краен корисник требало да биде проследена можноста да ја следи комуникацијата на тој телефонски број, а најчесто тоа биле прво и второосомничениот. Доказите во конкретниот случај упатуваат и на основа на сомнение дека двајца од останатите осомничени лица, искористувајќи својата службена положба и овластување, спротивно на законските прописи, ги внесувале броевите во системот, па, откако броевите ќе биле внесени во системот, останатите осомничени лица вршеле транскриптирање на содржината на незаконски прислушкуваните разговори за потребите на прво и второ осомничениот. Ваквите дејствија биле забележани од лице вработено во Управата за безбедност и контраразузнавање. Кое лице прибавило дел од транскриптите, што ги правело овие осомничени лица, а воедно прибавил и дел од аудиозаписите од незаконски следените комуникации. Овие аудиозаписи и транскрипти од УБК, ова лице ги предавало на друго лице, а крајно, преку трето лице, биле предадени на лидерот на една политичка партија, кој на 30.12.2015 година ги предаде на оваа јавно обвинителство. И во овој предмет на анализа и истражување беше работењето на третиот систем за
следење на комуникации, кој моментално се уште е во употреба во Управата за безбедност и контраразузнавање, а чија работа ја истражувавме за периодот од 21.1.2015 година до 31.12.2015 година. И во овој период доказите упатуваат дека осомничените преземале различни действија на извршување на злоупотребата, при што постои основано сомнение дека второосомничениот и понатаму го организирал и го координирал незаконското следење на комуникациите, со тоа што прибавивме докази од кои произлегува дека истиот од компјутерот одземен од неговата канцеларија вршел внесување и слушање на телефонски разговори кои не биле предмет на законско следење на комуникациите, односно за кои не постоеле судски наредби. Останатите осомничени и во овој случај се теретат дека без да бидат издадени судски наредби, внесувале телефонски броеви во системот за следење на комуникации, а по налог токму на второосомничениот. Ваквите действија на осомничените постои основано сомнение дека се преземени спротивно на Законот за кривичната постапка и спротивно на Законот за следење на комуникациите, а на штета на системот за следење на комуникациите како средство на државата. Една од последиците од незаконското следење на комуникациите е потешката повреда на правата на лицата чии што комуникации биле следени на ваков начин, односно без судска наредба. Дел од овие лица, како оштетени лица, предјавија оштетно побарување. Како пример за траењето на незаконското следење на комуникациите, ќе наведам периоди во кои незаконски се следени комуникациите на дел од оштетените лица. Например, едниот телефонски број на оштетениот Борјан Јовановски незаконски е следен во периодот од 3.12.2010 година до 10.1.2013 година, додека другиот негов телефонски број е незаконски следен во периодот од 25.12.2012 година до 10.3.2015 година. Оштетената Мери Јордановска е следена незаконски во периодот од 15.2.2014 година до 10.3.2015 година, додека оштетениот Горан Михајловски незаконски е следен во периодот од 1.2.2013 година до 10.3.2015 година. Значи, вакви примери има многу, меѓу нив има и политичари, и бизнисмени и слично. Оваа истражна постапка неминовно ќе има своји импликации и врз постапката по предметот познат во јавноста како пуч. Имено, во рамки на предистражната постапка беше извршена анализа и на хард дискот доставен до нас од страна на председателот на политичката партија СДСМ. При тоа беше констатирано дека комуникациите на дел од обвинетите лица во предметот пуч биле незаконски следени, односно комуникациите на овие лица биле следени подолг период пред издавањето на судските наредби. Конкретно, според податоците со кои што во овој момент располагаме, телефонските комуникации на обвинетиот Зоран Верушевски во истражуваниот период незаконски биле следени најмалку 600 денови и тоа пред да биде издадена судската наредба. Комуникациите на телефонскиот број на обвинетата Сонја Верушевска се незаконски следени најмалку 816 денови. Кај обвинетиот Бранко Палифров, телефонските комуникации незаконски биле следени најмалку 90 денови пред да биде издадена судската наредба. Еден од телефонските броеви на обвинетиот Зоран Заев незаконски бил следен најмалку 1150 денови, од кои најголемиот дел во периодот пред да биде издадена судската наредба, а околу една година и по истекот на периодот определен со судската наредба, додека другиот негов телефонски број незаконски бил следен најмалку 400 денови. Имајќи го предвид претходно наведеното, во конкретниот случај постои основано сомнение дека незаконското следење на телефонските комуникации во периодот од 2008
до 2015 година во Република Македонија е вршено со злоупотреба на системите за следење на комуникациите во Управата за безбедност и контраразузнавање. Воедно, од прибраниот доказен материјал произлезе и сомнение дека незаконското следење на комуникациите продолжило и откако беше обелоденета аферата со прислушкувањето. Како податок, можам да ви презентирам дека, например, на 31.12.2015 година незаконски биле прислушкувани вкупно 138 телефонски броеви. А доказите кои ги поседуваме покажуваат дека процесот на злоупотреба на системот за следење на комуникациите продолжил и во 2016 година. Сакам да потенцирам дека и покрај потешкотиите со кои што се соочивме во текот на предистрагата, сепак обезбедени се не само вербални, туку и многу материјални докази кои што се во подкрепа на основаноста на сомнението. Сепак, уништувањето на двата системи за следење на комуникации кои биле во употреба од 2008 година до 21.2015 година значително го забави, односно го успори времето на прибирање на доказите. Како што сте веќе запознаени, за уништувањето на овие два системи се води истражната постапка тврдина. Сепак, действијата на отежнување на докажувањето не застануваат само со тврдина. Значи, на почетокот на 2016 година преземени се и действија на архивирање на податоците кои се наоѓаа на интермедијацијските уреди, за чие обезбедување баравме помош од надворешен експерт. Архивирањето всушност значи дека тие податоци се отстранети од серверите во периодот кога од наша страна веќе беше отпочната предистражна постапка за незаконското следење на комуникациите. За овој дел од уништување на податоците за лица вработени во УБК се води предистражна постапка и заради тоа што е тоа предистражна постапка не може да ви кажеме повеќе детали. Почитувани, нападот врз човековите слободи и права е најсилниот удар врз едно цивилизирано демократско општество. Сега е ред на таквото општество да возврати